Што се случува кога љубовта ќе се претвори во нешто деструктивно? Денес ќе зборуваме за една македонска народна песна која ја истражува токму таа темна страна. Приказна полна со магија, со страст и со една, да речеме, прилично застрашувачка трансформација. И тука се поставува главното прашање, нели? Која е всушност Калина, главниот лик? Дали е таа некоја хероина, символ на нескршлива волја и упорност, или пак се крие нешто многу потемно зад нејзиниот лик? Ајде да нурнеме во приказната и да видиме што ќе откриеме. Добро, да почнеме од почеток. Се врти околу една навидум невозможна потрага. Она што е интересно е што целата песна е поставена како диалог. Значи немаме некој наратор што ни раскажува, туку само директен судир, еден вид битка на волји помеѓу мажот и Калина. Само низните зборови и драмата што произлегува од нив. Значи, од една страна го имаме мажот кој упорно поставува пречки. Постојано ја одбива и вели не може, и поставува бариери. И токму тука лежи сршта на целиот конфликт. Тој вели: не можеш да дојдеш по мене. А таа, од друга страна, му враќа: ке ја надминам секоја можна пречка. Ова не можеш против ке можам создава една неверојатна тензија низ целата песна. И токму тука работите стануваат малку чудни, надприродни. Затоа што Калина не планира да ги премине овие пречки на некој обичен начин. О, не! Нејзините решенија се чиста магија. Првата пречка – една огромна висока гора. Значи тој вели, меѓу нас има цела планина. За било кој друг тоа би било тоа, крај на приказната. Ама не и за Калина. Нејзиниот одговор е просто неверојатен. Ке се сторам сокол пиле, вели таа, и ке ја прелетам. Чекај малку. Ова веќе не е само обична упорност, нели? Ова е нешто сосема друго. Добро. Мажот гледа дека планината не ја спречува, па оди на следното ниво. Поставува уште една пречка. Длабока бурна река. Уште еден обид да ја обесхрабри, да ја натера да се откаже. И што мислите дека одговара Калина? Па се разбира. Уште една магична трансформација. Ке се сторам мрена риба, вели таа, и ке ја препливам. И во овој момент, навистина почнуваме да се прашуваме: постои ли воопшто нешто што може да ја сопре оваа жена? Но излегува дека сите овие планини и реки биле само димна завеса. Сега доаѓаме до вистинската бариера. Онаа што не може да се прелета или преплива. Значи, која е вистинската причина за неговото одбивање? И еве го пресвртот. Вистинската причина е неговото семејство. Тој има убава жена и две мали дечиња. И одеднаш, ова веќе не е приказна за надминување физички пречки. Ова е нешто сосема друго. Ова е морална пречка. А таква пречка не се надминува со магија, туку само со уништување. И токму тука, нејзината така наречена љубов се претвора во нешто навистина мрачно, во чума. Ова е моментот од кој навистина побиваат морници. Кога дознава за неговата сопруга, Калина не се повлекува. Напротив, нејзиниот одговор е закана. Закана дека ќе се претвори во црна чума, за да ја уништи, да ја сотре неговата жена. Страшно. Добро, што да правиме со ова? Како воопшто да го протолкуваме овој последен ужасен чекор? Што ни кажува ова за Калина како лик? Па може да се гледа на два начина, нели? Од една страна, може би ова е само очаен и ирационален чин, резултат на обсесивна страст која едноставно не може да прифати не за одговор. А од друга страна, може би е нешто многу поедноставно и позлобно. Може би е само чин на суров, егоистичен бес. Но, да бидеме искрени, конечната анализа е прилично јасна. Кога некој е спремен да стане буквално чума, да стане самата смрт, за да уништи нечие семејство, тука веќе се преминуваат сите граници. Она што на почетокот може би изгледало како некаква восхитувачка одлучност, на крајот се покажува дека е монструозна, деструктивна обсесија. И целата оваа приказна, стара со векови, не остава со едно навистина моќно универзално прашање. Каде точно е линијата? Кога престануваме да се бориме за она што го сакаме, а кога почнуваме да уништуваме се и секого што ни стои на патот? Тоа е прашање за кое навистина вреди да се подразмисли.